Согласно член 77 став 2 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, предлагам измена на дневен ред со тоа што точката подреден број 31, а се однесува на годишниот извештај за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права за 2022 година, биде точка 1. 1. Прва, да. Со оглед на тоа дека годишните извештаи за работата на институциите, агенциите, комисии и слично, скоро секогаш стигаат навреме во Собранието за разгледување, а од страна на Собранието, откако ќе се најдат на дневен ред, секогаш се доцни со дискусии по истите, упатувам апел овие извештаи во кои што се вложува труд и се подготвуваат, бидат разгледувани навреме, односно веднаш штом ќе бидат достапни. Зошто е ова важно? Сите тие извештаи, вклучувајќи го и овој, за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите права и слободи, содржат многу важни информации, од кои ние може да воочиме недостатоци и по истите да реагираме навреме. Предходниот извештај на Народниот правобранител, оној за 2021 година, беше доставен во мај минатата година, а овде за дискутирање стаса дури во март годинава, што навистина е голем пропуст и затоа апелирам барем овој за 2022 биде разгледан што поскоро, зашто во него има еден куп повреди на човековите права, од кои за жал најмногу се детектирани повреди од областа на детските права. И овој факт воопшто не е за занемарување и посебно загрижува, бидејќи станува збор за лица кои согласно Конвенцијата за правата на детето уживаат посебна заштита. Исто така не е за занемарување податокот дека голема повреда на човековите права има и во областа на правосудството и граѓанските права. Дополнително на тоа загрижува и податокот дека во однос на минатата година за извештајната 2022 имаме зголемен број представки доставени до Народниот правобранител, така што ако во 2021 година имало 2686, во 2022 има 3209 и плюс 273 предмети се пренесени од претходната година. Сето ова ни дава сигнал дека барем овој извештај биде почитуван навреме, да се продискутира и да се воочат недостатоците на човековите права.